се чини дека председателот на државата на крајот на својот мандат се чини дека малку ги помешал лонците. Всушност, не е тој што ќе покрене постапка против законодавната власт, туку токму спротивното. Законодавната власт е таа што може да побара одговорност од него како председател на државата. И навистина немам зошто да мислам дека треба да му одговорам нешто. Постапката за донесување на закон постојано и во континуитет сум тврдел дека само во рамките на постапките и процедурите кои што се пропишани во Уставот и Деловникот. Според процедурите, Уставот не го испочитува председателот на државата и со тоа може да се смета дека од таа страна е направено прекршување на обврските што произлегуваат од Уставот и со тоа злоупотреба на службена должност, односно функција, со актот на непотпишување на указите за прогласување на законите. И во тој контекст, според членот 8 од Уставот, основни вредности, односно темелни вредности на уредувањето во Република Македонија е поделба на властите во законодавна, извршна и судска власт. Впрочем, председателот на државата му припаѓа е дел од извршната власт и истиот не може да се меша во надлежности на законодавната власт како највисок орган во Република Македонија и со тоа фактички он не ја исполнува својата обврска.